Почитувана македонска јавност, Сојузот на комунисти на Македонија, Партијата за демократски просперитет, од вечерва има уште 582 непријатели. Тоа се оние сите вработени во македонската радиотелевизија кои што вечерва се етикетирани како непријатели на Социјалдемократскиот сојуз и влегуваат во кошот на оние сите новинари, сите камермани, сите вработени во Канал 5, во Алфа, во Дневник и во многу други медиуми кои што нашиот политички опонент Заев ги етикетираше како непријатели. Колега Сугаревски, по однос на вработените, би сакал да ве потсетам и со факти да ви докажам дека нема инсталирано партиски војничина во македонската радиотелевизија. Зошто? Сега ќе ви кажам, бидејќи во 2005 година во оваа институција биле вработени 1417 лица, а денес тој број е драстично намален и изнесува 852. Значи помалку 565 работени, кои што доколку работеле раководството од македонската телевизија како вас, сигурно би ги наполниле тие работни места. Како работела македонската телевизија во минатото? Кажав, кој го кажувува? Човек кој што 7 години бил хонорарец во оваа институција. Карлежите, значи оние што се многу загрижени за оваа институција, заборавија дека во нивно време МРТВ немаше парно и струја. Тоа се истите тие луѓе што го распуштија танцовиот и ревизискиот оркестар. Истите тие кои го оставија на улица Биг Бендот и детската радиопрограма. Во нивно време, јавниот сервис од рано на утро, ова е многу битно, до доцна во ноќта се занимаваше исклучиво со политички емисии и целодневни хвалопевки на политичката елита, додека МРТВ се гушеше во долгови превработеност, а програмата ја правеа 1000 хонорарци кои чекаат за исплата повеќе од 2 години. Вистина, многу трагично. Веројатно не сте виделе дека од телевизијата се неисплатени 6 плати. Денес МРТВ емитува ХД програма, дека има модерни студија, нови репортажни возила и конечно тоалет со сапун и вода. Да, во МРТВ има сапун, истиот тој кој оние погоре си го носеа дома. МРТВ повторно снима документарни серии, прави преноси во живо и многу други програми. Мене не ми е јасно зошто толку се борите да ги укинете на македонската телевизија прилозите за проектите Купи куќа, купи стан. Што ви смета толку проектот Истражија Македонија? Па ние на тој начин ги запознавивме најубавите предели во Република Македонија. Што ви сметаат документарните емисии за македонските револуционери, за Ченто, кој што дел од вашите колеги не го почитуваат и не го обожаваат? Што ви сметаат емисиите во кои што се едуцираат земјоделците како да стасат побрзо до субвенции, да можат да ги земат механизацијата и тракторите за 50-50? Што ви сметаат емисиите во кои што се потенцираат новите инвестиции во здравството, проектите за вработување на млади лица, проактивните мерки од Министерството за труд и социјала? Зошто си правите непријатели онаму кај што ги немате? Македонскиот сервис е она што треба да го поддржиме сите.